По 2 дена од случајното откривање на насилно искршената врата од таблата за електрично напојување на модуларната болница во Прилеп, што можеше да има фатални последици по животите на таму хоспитализираните пациенти, Прилепското основно јавно обвинителство денеска започна предистражна постапка по допрен глас. Тие се надеваат дека во текот на денов кај нив ке стигнат и материјалите кои ги побарале од полицијата. Од МВР пак заалфани изјавија дека интензивно работат на расветлувањето на случајот, додека директорката на Прилепската болница, Кети Смилеска, уверува дека состојбата била под контрола, а 14 пациенти целосно безбедни. Во ниту еден момент не беа доведени во прашање животите на пациентите, бидејќи кој да ја искршил вратничката, за среќа не успеал да предизвика било каков дефект во самата табла, каде патем има висок напон на струја, што е многу опасно. Ако не беше за вчерашното невреме, ние немаше ни да знаеме дека вратата била искршена. Силниот ветар ја отвори, пошто веднаш беше пријавено, а на располагање на полицијата и беа доставени снимките од безбедносните камери од болницата. Во меѓувреме го засиливме и обезбедувањето, а за ноќе побаравме асистенција и од полицијата, ни рече директорката на болницата Кети Смилеска. Локалните опозиционери пак во целиот овој немил настан препознаваат лош пиар и наивен обид да се прикрие, како што велат, тоталната неспособност на власта во менаџирањето на ковид кризата, а и за да се спасел образот на министерот Филипче. Ова е една лоша режија, еден филм во режија на пиарот на Венко Филипче и Зоран Заев, каде што сакаат да ја сокријат неспособноста и неодговорното работење, неодговорното менаџирање на ковид кризата од почетокот па се до денес. Во Прилепската болница, ова што се случува во моментов, може да се види од самата слика од медиумите која ја видовме околу случајот со модуларната болница, односно таблата за електрично напојување, комплетното негрижа и неодржување. Се околу болницата гледате необезбедено, ни трева искосена, ни уредување околу модуларната болница, ниту заштита, ниту камери, апсолутно ништо. Луѓето се оставени на милост и немилост, затворени во на брзина, скоцкани, без минимум услови, само да се каже дека еве профункционираат тие модуларни болници, бидејќи беа земени големи пари. Модуларната болница во Прилеп по неколкумесечното доцнење беше пуштена во употреба на 2 април, кога премиерот Заев и министерот Филипче пристигнаа со хеликоптер, чин кој наиде на силна осуда од македонската јавност.